Добро вечер. Јас сум Боби Христов. Вечерва во топ тема неколку дилеми. Дали Амстердамскиот манифест ќе се преточи во некаква конкретна политичка акција? Беше и дали е само повик за реформи во ВМРО ДПМНЕ или воопшто во Македонија? За меѓународната позиција на земјава по бомбата и пучот и улогата на Европската Унија во разрешницата на кризата. Тоа се прашањата, предпоставувам веќе погодувате со споменувањето на Амстердамскиот манифест за мојот вечерашен гостин, поранешниот амбасадор, поранешен преговарат за името, поранешен министер и да не ги редам титули. Заменик министер се извинува, Никола Димитров. Добро вечер и добре дојдовте во топ тема. Добро вечер, благодарам на можност. Знам дека сте во Скопје дојдени по еден друг повод. Генерално тоа е учество на една дебата посветена на европските прашања и дилемите во актуелниот контекст. Ќе останете ли само говорник на оваа дебата или сепак можеме да очекуваме и некои конкретни потези, чекори, договори околу натамошно некакво процесуирање на манифестот, за да не остане само повик на Фейсбук кој што собра многу лајкови? Пред се беше апел манифестот. Спомнавте во воведот, мислам дека не беше насочен само кон ВМРО ДПМНЕ, туку воопшто кон граѓаните. Јас мислам дека ова огромна криза, сигурно најголема политичка криза од независноста на Македонија и сигурно најголема од 2001 која имаше поинаков карактер, на некој начин сите не обврзува да си ја изиграме својата улога, ако сакаме да извлечеме нешто од ова. И јас мислам колку и да изгледа тоа сега во ова сивило и безизлезност тешко видливо, секогаш вакви кризни ситуации создаваат шанси. Мислам дека ние имаме шанса да изградиме нешто сосем ново. Различно од последниве 9 години, меѓутоа веројатно различно и од сите 24 години. И сега тука веднаш доаѓаме до најтешкото прашање, како и со колку? Јас сум убеден, она флоскула, правило кое што често го слушам со пријатели, нас не треба цврст лидер. Јас сум убеден дека нас не ни треба цврст лидер, туку цврсти институции. Пробавме со цврсти лидери и гледаме дека по известно време работите одат во многу лоша насока. И затоа мојата активност и активноста на луѓето со кои што се работувам и оние кои што не поддржуваат, ова на некој начин станува еден вид неформално движење за нов почеток, каде што секој ќе си ја преземе личната одговорност, ќе си ја слуша совеста и ќе прави што може за да ја поместиме целата приказна малку понапред. Значи веќе излегува од формални Facebook апели и провокации преку статуси, пишувања, колумни и така. Јас не би ги подценувал социјалните мрежи, тие се еден убав начин на комуникација. Не ги подценувам, ниту јас туку сакав да ве прашам дали ова споменување на движење значи дека веќе размислувате за Па ова на некој начин и спонтано, не би сакал да биде формализирано, мислам дека е рано, мислам дека се уште нема кои знае какви услови за нешто сериозно. Меѓутоа, нашето делување сакам да ја отсликува целта. Ако сакаме во целта да стигнеме без силни лидери, тогаш и во нашето делување, во движењето не треба да има, и затоа ова движење повеќе го гледам по хоризонтала. И она што многу ме инспирира, една голема лекција сите нас ни дадоа студентите со нивното движење, со студентскиот пленум, кој што е токму хоризонтално организиран, каде што сите одлучуваат. И ако сакаме да создадеме нова политика од многуте за многуте, сите ќе треба да учествуваме. И затоа избегнувам, ја спомнавте пак, или не спомнавте тројка, Амстердамски манифест спомнавте. Амстердамски манифест, тоа е моја кованица, јас си го крстам така. Би ја предпочитам, ми се допаѓа, бидејќи беше на некој начин манифест. Меѓутоа, освен социјалните мрежи, делуваме и преку јавноста, делуваме и директно, во директни контакти со луѓе.
Сакаме да бидеме еден фактор во овој процес на будење, кој што е започнат и кој што не е завршен, веројатно уште не е ни дојден до кулминацијата, меѓутоа е започнат. Како ќе дојде до тоа будење? Она што го напишевте во манифестот со дузина пореки кои што се и се веќе познати на јавноста, подоцна ќе го сублимирате во една друга порака, револуција на совеста и ресетирање на системот. Како? Нашите партии, за жал повеќето, функционираат и така и се доживуваат од страна на граѓаните и од страна на членовите. Еден вид организација на земање гласови и давање услуги. И мене, може би ова е резултат на тоа што не сум известно време во Македонија, меѓутоа имам една дистанца и така ми изгледаат работите. Многу од членовите на партиите, кои што се инаку исклучително бројни, споредени со европскиот просек. Во Македонија, според некои проценки, 40% од гласачкото тело е членство во некоја од партиите. Европскиот просек е 7%. Во Холандија е 3,5%. Тоа кажува дека партиите се доживуваат како услов да се има нормален живот. И кога се соочуваме со вакви машинерии, се заборава зошто постојат партиите. Каде се нивните идеи, каде се нивните цели, што значат тие букви. Имате луѓе кои што се полоши од навивачи на големи спортски клубови. Значи, не се гледа каде оди во моментов Македонија, каква е политиката на партијата. Зборувам сега за актуелната. Меѓутоа тие проценти имаат своја позадина. А таа позадина е дека партиската книжка била и може би во иднина нема да биде, е виза за многу нешта. Виза за работа, виза за прогрес во кариера понекогаш. Мислам дека е крајно време да еден сериозен да ставиме и да почнеме со меритократија. Зошто си одат младите, особено најспособните, тие што можат да си најдат работа во Европа или во Америка и така натаму. Затоа што не гледаат перспектива и тоа депримира. Јас сум работел во неколку институции низ администрацијата, како државен службеник, депримира, најдобрите ги депримира, бидејќи не добиваат унапредување најдобрите, туку послушните. И ако вие 9 години или 23 години негувате култура на послушност, нема далеку да стигнеме. Мора со тоа да прекинеме. Но и самиот рековте дека партијата се доживува како услов за нормален живот и дека мнозинството граѓани во немањето избор се одлучуваат да го прифатат тој услов. Како во една таква ситуација кога партиите ги нарековте машинерии кои мелат се пред себе, едно движење на поединци може да се спротистави на тој механизам? Мислам и моето искуство до некаде ме оправдува дека човек секогаш може да направи разлика. Председателот Борис Трајковски еднаш кажа: историјата не се случува, сами си ја правиме. И мислам дека е во право со тоа. Ако очекуваме Македонија од утре да стане подобра сама од себе, или тоа го бараме од еден човек, па не знам, врвниот лидер да го имаме, или од група од 10, тешко тоа ќе го направиме. Ако создадеме општествена свест дека од секој нас зависи каде сме, секој во своето, вие како новинар, тоа што ми имате мене овде, на некој начин во моите очи кажува дека ми давате простор, вршите улогата на давање глас на различни мислења. Не сите медиуми тоа го прават во Македонија. Што ќе се случи ако сите медиуми почнат тоа да го прават? Ако ја земеме, јавниот сервис да го земеме, кој што оправдано го носи вториот збор од своето име, сервис, бидејќи служи, меѓутоа не служи на јавноста, туку служи на власта, бидејќи не дозволува луѓето да се информираат за другата страна на приказната, па сами да одлучат што се случува. Ако еден државен службеник што ќе добие наредба да даде мислење или да стави подпис на нешто што смета дека не е исправно или законски, може да одбие. Тука почнува промената. Кај секој од нас индивидуалната одговорност, ако ние се ја превземеме, дури не мора ни сите.
секој втори или секој трет ќе се сруши овој систем на идеологија на битпазар, еднаш како што го нареков. Верувате во тоа? Апсолутно. Луѓето, што е државата и што се институциите ако не луѓето во нив? И сега ако ќе се обидеме или лични примери тоа да го. Затоа неколку пати спомнав, исто сум фрапиран, Македонија не може да прими активност ако зад тоа нема некој директен личен интерес. Звучи убаво, полетно, не дека не, меѓутоа како за предавање во Хашкиот институт за правда. Бидејќи кога Никола Димитров со сето своје искуство во македонската дипломатија, а при тоа соработувајќи со различни гарнитури, пред се иритиран од актуелната, ќе напише дека ги повикуваме членовите, симпатизерите и поддржувачите на ВМРО ДПМН да исправат глава и да се одважат да кажат не, треба веројатно да знае и веројатно знае дека таа партиска структура само со една наредба може да донесе, само со еден повик може да донесе 50.000 луѓе во Борис Трајковски кои ќе демонстрираат единство, непобедливост, нескршливост, дури и во случај на грешки или како што тврди опозицијата, во случај кога се фатени длабоко со рацете во медот или во неделата. Не знам дали е само еден повик. Се работи за организиран притисок со заплашување, со уцени, со страф од инспекции, со страф од Управа за јавни приходи. Не мислам дека е тоа повик. И не баш да чувствував една многу позитивна победничка еуфорија таму, без разлика на униформноста на... Ние некако денес во Македонија многу почнавме да сакаме униформност. Униформноста на повиците. Дури и дуќаните во Стара Чаршија, чија што автентичност токму различноста ја прави, сакаме да ги направиме униформни. Малку да оставиме да си бидеме различни. Еден да влече наваму, еден да влече натаму. Го прашав тоа бидејќи ја знаеме ситуацијата. Оние во повисоките ешалони, токму на вашето прашање, веројатно се кршат сами со себе. Тоа нема да ми го кажат мене, некои ми го кажуваат, сите сигурно нема да ми го кажат, некои ни сами себе си нема да си признаат. Меѓутоа, кога ќе стане очигледно дека овој режим ќе падне, тогаш ќе има бран на изјави, на дигање глава, да речеме, ако го викаме тоа. Меѓутоа, тогаш тоа нема да биде потребно. Сега тоа треба да почне да се случува, кога е тешко и кога има ризик. Ако сакаат да се легитимираат. Бидејќи оние што се во служба на ваков систем имаат од ден на ден се помалку основа утре да кажат, ама јас немав избор. Извршував, слушав, бидејќи тоа ми беше работа. Секогаш имаме избор. И мора еднаш да кажеме, ако веруваме во некакви... И ова, ако ви звучи како за Хашки трибунал, ја мислам дека треба малку во една наивност, ако сакате дури, ама во секој случај идеали да вратиме во разговорите за македонската политика. Ве прашав и направив таква паралела како дека сиот тој полетен говор е како за некоја трибина надвор од Македонија, бидејќи кога заедно со форумот на слободни патриоти на професорот Кекеновски, со кого најавувате соработка, ќе кажете дека барате дегруевизација на ВМРО ДПМН, тогаш ќе се судрите со тој механизам за кој што и самиот велите како ги носи или како ги обезбедува тие луѓе, дали со идеали или под присила за потпора на раководството. Јас повеќе сакам да зборувам за политичка одговорност. Има доволно во јавноста дел потврдена автентичност на разговори, еве поранешниот јавен обвинител го потврди својот дел, да речеме. Има премногу за да нема политичка одговорност. Но ја нема. И дури и таа, слушам исто една теза дека разговорите се нелегални и не може да бидат доказ и треба да се игнорираат.
Дури и тоа правнички е спорно. Јас не сум експерт за тој дел, во смисла на, да речеме, кривична постапка и вредност на докази и така најтаму, меѓутоа знам дека правото на приватност го прави прислучкувањето проблем и незаконски. Меѓутоа, ако вие тоа го правите, без разлика кој го правил, мене многу повеќе ме интересира што се случувало и каква е содржината, и тоа ме шокира и тоа ме боли. Ако правото на приватност е повредено во интерес на голем јавен интерес, кој што ќе открие дека практично ние денеска немаме држава. Мене ми е проблем дури еден обичен сообраќаен полицаец кој ќе напише казна, толку зад него има проблем во легитимитетот, кај избори, кај партиски штаб во Министерство за внатрешни работи, кај злоупотреба на инспекции врз приватни компании, ние денеска немаме легитимитет. Сите овие истурени раце немаат легитимитет. Мора да си ја вратиме државата. И затоа барам политичка одговорност. Тоа е клучното и затоа ќе работам со било кој, без разлика дали имаме некакви разлики по многу суштински прашања, кој што ќе работи со таков фокус. Мора да дојдеме до... Нема друго решение во Македонија. Јас пак ќе ве прашам на кој начин, бидејќи тоа ќе мора некако да се формализира. Засега изјавите, вклучително и последната од вчера на премиерот Груевски, на прашање во парламентот дали владата има план за излез од оваа криза, одговорот беше да. Сите оние што се го прекршиле законот, што го подкопале безбедносниот систем на државата, соработувајќи со странски служби, ќе одговараат пред институциите и согласно законот. Тука завршува. Директното прашање за одговорност до Министерката за внатрешни работи беше сосема политичко, се додека ја имаме поддршката на гласачите за проектите за кои не гласали и ги спроведуваме тие проекти, за нас е легитимно. Прво, не знаеме дали ја имаат поддршката. Имаше еден автор за Путин неодамна, напиша истражувањата на јавното мислење во Русија повеќе се индекс на страф отколку индекс на популарност. Ја не викам дека тоа целосно е применливо кај нас, меѓутоа ние не знаеме дали имале поддршка. Ние тезата дека легитимитетот се добива на избори, точно, меѓутоа на избори што се спроведени од сериозни институции. Ние да не забораваме дека и ОПСЕ, и шефот на мисијата тука, имаше сериозни забелешки токму дека нивото за играчите играта не е фер во смисла на медиумската поддршка, во смисла на злоупотреба на државни институции и мешање на партија и држава. А сега, со ова што го слушаме, што наводно се случувало, како ќе оцениме ние дали овие 1000 гласачи, колку од нив гласале затоа што така сакале, имале слобода, а колку биле притиснати? Невозможно е. Нас не требаат чисти институции и чисти нови избори за да видиме кој каде е. И ќе одговорам со прашање, ако они се толку сигурни дека граѓаните веруваат во нивните проекти, а јас сум убеден дека главниот проект го имаат забравено, Македонија. Ама еве да речеме, веруваат на проектите, имаат поддршка, зошто тогаш, за да ја исчистат оваа ситуација, не кажат добро, ќе направиме една експреска влада, ќе ги тргнеме сите овие луѓе што се инволвирани, ваков или онаков начин, ќе ги расчистуваме со скандалот низ една транспарентна комисија која што ќе биде наблюдувана и од надвор, каде што ќе биде јасно дека се оди како што треба да оди по законска процедура и така натаму. Ќе направиме после тоа избори, ако вистина имаат поддршка, пак ќе добијат. Тезата во моментот е дека се тие што ја штитат државата од обид за дестабилизација на странските служби, кои што за своите интереси, кои што не ни се објаснети какви се, го нашле, како што рече премиерот Груевски, камиказа политичарот Заев, кој што треба на ваков начин, со монтирани, креирани според нивниот вординг, снимки, да го реализира тоа сценарij. Тоа е со пучот, имам проблем со таква дефиниција, бидејќи пуч во основа значи насилно земање на власта. Добро, тоа беше кодното име на акцијата, инаку кривичните пријави се шпионажа и насилство врз високи државни функционери.
обид за насилство или така. Насилство или во обид или нека не биде заев. насилно преземање на власт, нека биде закана со употреба на сила, да речеме, и така натаму. Ако целта овде е да дознае јавноста какви се злоупотреби се случувале во изминативе години, каде тоа губи Македонија? Каде губи Македонија ако ние како граѓани видиме дека имаме сериозен проблем со судството? Таму имало нивни судии и наши судии. Имало тефтери. Имало луѓе кои што биле избрани затоа што може да се смета за нив кога ќе загусти. Значи, или обвинителот точно, формално не е независен, меѓутоа е самостоен, меѓутоа не е толку самостоен кога се работи за кривична процедура против еден или против друг министер. Каде тоа губи Македонија како држава, ако ние ги видиме овие неслабости, катастрофа е. Нема една Како може дуќанче или мала приватна фирма или огромна меѓународна компанија да се плаши и треба да има добри односи со власта за да не биде нападната од инспекции? И како во еден ваков систем кој што многу наликува на диктатура, вие ќе развивате економски раст? Невозможно е. Бидејќи механизмите на пазарната економија не работат. Нема конкуренција. Вас ви е доволно да имате добри односи со власта, ако е ова се точно. Безмалку до пред според датумите, безмалку до пред една година соработувавте со овој систем, со дел од актуелнава власт, како амбасадор ги пречекувавте, ги дочекувавте, делевте визит картички според она по фирми низ Холандија, според оној нов концепт за македонската дипломатија. Беа ли потребни снимките на Заев да го осознаете сето ова за што сега говорите и да ја извлечете таа констатација за сличности со системот на диктатура, која што во еден друг настап ја подкрепивте и со паралели со дефиниција од Британик? Јас пред една година практично си го сменив животот, почнав нов живот. После 18 години државна служба, во служба на Македонија, под различни политички констелации, морав да си ја напуштам професијата. Не можам како дипломат да станам дипломат сега на Холандија или на Германија и така натаму. Морав да си ја сменам професијата, бидејќи не можев, престанав да се чувствувам корисен, не можев да сменам ништо од останувајќи во системот и почна да ми се буни совеста. Слично нешто направив кога беше тајванската приказна и авантура. И тогаш си дадов оставка од заменик министер, дури дадов отказ од Министерството за надворешни. И отидов во кабинетот на председателот Трајковски. Сега, воопшто немав појма колку сум бил во право пред една година. Тоа се гледаше, на некои работи слушав, многу работи кажував внатре, меѓутоа дека толку сум бил во право и многу сум среќен што таква одлука направив пред една година. Останавте некако недоречен во оставката. Немање доволно простор за делување. На што тоа се однесуваше од аспект на македонската дипломатија? Надворешната политика и дипломатијата како инструмент на надворешната политика е израз на внатрешната политика, на тоа што се случува дома. Нашите стратешки цели за чугување на идентитетот и борба со тие политички сили во Грција кои што имаат многу шовинистички однос кон Македонија. За членување во Европската унија, за членување во НАТО. Тие цели многу зависат од тоа што правиме дома. Според мене, кога слабееме на елементарни демократски правила, спомнавме судство, спомнавме обвинителство, видовме што се случувало и како се случувале избори, тоа не ослабува на сите овие три цели. Ако Македонија беше сериозна демократија, што работи дневно, си го има средено дворот,
притисокот врз Грција ќе беше многу голем од сите други, од третите држави. Не е таков. И нема да биде таков додека не почнеме да го правиме ова што ние мора вистинска демократија да воспоставиме во Македонија. Во ЕУ има една многу чудна симбиоза на некој начин, тоа го кажа Штефан Лене од Карнеги во Брисел, дупли блеф. Земјите блефираат дека се реформираат, а Европа блефира дека е заинтересирана за проширување. Европа е соочена со своји проблеми домашни, пред се околу рецесијата, па има многу политичари кои што добиваат поени на антиимиграција, на контрапроширување и така натаму, уплашени се од ова малку. Од друга страна, на вакви режими како нашиот, очигледно не им одговара систем сериозен. Оти не може да се случува ова што слушаме дека наводно се случувало во систем сериозен. И таков, значи нема тука дали ќе имаме препорака, таа може уште 27 пати да се повтори, ништо нема да се случи. И сега јас како човек што влезе во министерството, надевајќи се дека мојата генерација и таа после мене и тие пред мене ќе го извлечеме товарот на да се има своја држава, да поминеме линијата на сигурност, да не зборуваме веќе што ќе биде со Македонија 10 години од сега или што ќе биде 20 години од сега. Добро, меѓутоа во оваа приказ на европските блефови има и еден друг голем блеф кој што нанесе очигледно голема штета кон Македонија. А тоа е статус квото со поради проблемот со името, нерешителноста на Европската Унија да се спротистави на грчките блокади. Не можеме се да препишеме само на нашите блефови. Контекстот е сериозен проблем и тоа блокада, јас сум убеден дека Македонија немаше да биде на ова дереже, жално денес, да беше вратата отворена. И тоа што вратата беше затворена поради тоа што бевме оставени на милост и немилост на Грција толку многу време, создава морална одговорност кај Европа. И многу го проблематизира нивниот наратив. Дека тоа е толеранција, различност, владење на право, слобода, демократија и така натаму. Бидејќи една нација која што си прави држава, 5 пати помала од Грција, барем тие што сме тука и тие што се сега таму во Грција, они се 10 милиона, ние сме 2 милиона и нешто, оставена на толку базично право да бидеме тоа што сме, надвор од овие процеси кои што ние практично морковот ни го земаа. Затворени се вратите, како ќе не привлечат нешто да правиме ако е непопуларна реформа, да речеме. На прашањето со името, но и на останатите теми за кои што треба да разговараме вечерва, продолжуваме по кратката пауза за реклама. Останете со нас. Повторно сме назад во студиото со мојот вечерачен гостин, поранешниот амбасадор Никола Димитров. Господине Димитров, во понеделник е првата рунда преговори и разговори меѓу власта и опозицијата во Брисел со посредништво на тројката европски пратеници. Што очекувате? Немам некој кој знае какви очекувања. Она што јас го имам како информација, во основа Европа уште нема јасна стратегија како со ова ќе се справи и како ќе ни помогне да излеземе од кризата. Мислам дека ова е еден вид тест да видат како тоа ќе изгледа. Имам известен проблем со олеснување на политички диалог или медиаторство, они го викаат олеснување на диалог, бидејќи нас ни треба јасна порака од Европа. Многу луѓе гледаат веќе во очите на многу луѓе избледаат звездичките на европското плаво знаме. Не се толку јасни, не светат толку. И мислам дека нас ни треба една порака која што ќе не каже дека зборовите правда и право и слобода и уште имаат смисла во Европа. Они јасно е дека не можат да се стават на политичка страна, една, друга или трета, ама мора да се стават на страна на вредностите. Инаку,
Иако во тој судир на Европа секогаш сака стабилност. И они, не само Европа, воопшто меѓународната, особено кога е светот во хаос. А денеска имаме многу места каде што светот е во хаос. Така што тој тип на балансирање меѓу стабилност и демократија во принцип натежнува кон стабилност, ама никогаш не е одржлив. Се подценува ли тежината на кризата во Македонија со овој формат на преговори? Бидејќи се чини дека се копира еден модел, една формула во Албанија, каде што ситуацијата беше сосема поинаква, многу по-безболна од тоа што се случува во моментот во Македонија, а дури, еве деновиве гледаме дека и тој таков модел кој што резултираше со некаков договор и подписи на него во Албанија, веќе предизвикува проблеми, не се почитува. Прво, нивото на олеснувачите, тоа се многу способни луѓе, меѓутоа прво се имаат многу други ангажмани, нема да можат многу тука да бидат присутни. Не се луѓе кои што сериозно ќе притиснат врз двете страни или врз може би до некаде, меѓутоа ние немаме тука човек од да речеме типот на Холбрук, кој што нешто сериозно ќе избутка. Имаме олеснувачи, ќе седнат да разговараат, се подценува што на Македонија и се случува во последниве месеци. Дури и таму. И јас мислам дека ќе беше многу по-целисходно и многу по-искрено да ни се укаже јасна порака. Луѓе, ние не можеме да работиме со вакви институции до крајност делегитимирани. Првата точка мора да биде јасен процес на правна процедура за справување со ова. А како ќе дојдеме до тоа? Тоа може да биде предмет на преговори. Колку ќе има, дали ќе биде широка коалиција, дали ќе биде експертска влада, каков ќе биде мандатот, кој ќе седи таму, какви прашања ќе решава. Но пораката од таму сега е решението не може да дојде од нас, ние нема ништо да ставиме на маса, треба сами да се договорите. Позициите во моментот во Македонија се сосема спротивни. Барањето на СДСМ со кој што ќе отиде во понеделник е оставка на владата, формирање на таа и на обвинително формирање на таа преодна влада и натаму политички диалог за сите прашања. Позицијата на ВМРО ДПМН е отворени сме да разговараме за се, освен за уцената од ЗАЕФ, а тоа е техничката влада која што тие ја гледаат како оспорување на изборните резултати и изборната воља. А така е. Тоа ќе се смени, за жал. Има само три начина ова да се. Прво, ако оди кон Полош, тогаш Европа ќе биде многу посериозна. Они мора да сватат дека ние од нивната политика кон Македонија, од процесот на пристапување, реформи, благи изјави, повици за политички диалог, повици институциите да функционираат, повици политичарите да бидат одговорни, не постои тоа. Ние сме вон таа фаза, ние сме во најголемата политичка криза од 91 година наваму. Да, и сега ние добиваме измешани пораки, од една страна институционално да се реши, да се провери содржината, низ диалог се добива впечаток како некој да не знае што се случува. Особено после онаа лекција од минатата година, односно веќе пред минатата, со мартовскиот договор. Тоа беше дебакл невиден. И човекот му одмиле Македонија на тогашниот комесар за проширување, после тој дебакл. Особено после тој неуспех, сега еден ваков обид мора да биде потврден. А си имаше и големи лични амбиции со успехот на македонскиот проект? Не знам. Јас мислам дека човекот се обида да ни помогне. Особено претходно, кога ние самите се закопавме со декември 2012 година. Ама имаше еден залет. Се обида да ги стави паралелно преговорите заедно со прашањето. Што е во актуелнава ситуација, од каде според вас треба да се почне? Премиерот Груевски вели ВМРО ДПМН нема точка на топење. Кога е во прашање народот, довербата во народот, позициите околу името, бидејќи сето ова и вклучително и снимките на Заев ги споменува во конотација на обид за смена на власта. Мене ми пречи дека
позициите на името се мисли дека се добри и многу силни, кога Македонија е на колена и целосно понижена и усрамена пред цела Европа и веројатно и глобално, целиот свет. Имаше скоро еден текст во Нью Йорк Таймс пред некој ден, дека ние сме еден вид пародија на демократија. Површината е наводна демократија, а трули се внатре институциите. Вие не можете да чепнете на едно место, да не ви пропадне прстот. Како може таква ситуација да не ги прави силни позициите за името? Тоа може да го каже човек што воопшто нема концепт како се брани името. Особено што името треба допрва да се добие, не само да се брани. Тамо каде што ја употребуваат референцата. Така што ја тоа би го извлекол од овој пакет. А во однос на ако не се влоши ситуацијата, се надевам дека нема да се влоши, тогаш се разбира Европа ќе се разбуди, веројатно и Вашингтон до некаде ќе подбутне. Вториот начин е ние тука самите, на она што го зборувавме пред паузата. Не можеме да ги оставиме, точно, они се лидери, ќе си преговараат и та, ама имаме и ние, како граѓани, одговорност. Ако секој направи нешто во своето, ако секој малку се охрабри да каже нешто, ќе почне да се топи, спомнавте точка на топење, видлива ќе стане. Они се политичари, они мора да реагираат на такви реакции. Така што тука има и таков фактор. Тоа е по теорија, по некоја пракса некаде надвор од Табановце, меѓутоа не е и овдек. Еве, вие пробувате и веднаш после првиот обид се соочивте со напади, дека вие нема што да барате во името ВМРО и во ВМРО ДПМН, бидејќи нити сте биле член, нити имате нешто заедничко со партијата, не сте лепеле плакати, ништо не сте правеле и едноставно немате право да барате одговорност од никој. Јас да ви кажам, прво само што почнувам. И јас целиот мој капацитет и целата моја мрежа на луѓе и пријатели што имам во Македонија и вон Македонија, ќе ја искористам за да помогнам Македонија да се исправи на две нозе. А да немаше напади, ќе бев насакиран. Тоа значи ептен, ништо не сум направил. Убаво е да има напади. И убаво е да има напади од луѓе што лепеле плакати, што знаат кај се штабовите, па не си направиле, имаат еден штаб, го дотера многу убаво, ама имаат и испостави штабови по министерства. Со тоа не се бавам, ама знам која е идеологијата на ВМРО, бидејќи јас растев со луѓе што се бореа за независна Македонија, кога беше тоа прилично чудно да се спомнува, кога се пишуваше манифестот за одбрана на името, кога се правеше Националната конвенција за одбрана на името. Така што, како да ви кажам, не ме интересираат плакатите и членството. Идејата ме интересира. А они се не застранети од идејата, туку одат во спротивност. И сега, ако таму нема доволно луѓе тоа да го видат, тогаш ќе правиме општ фронт против нив, со сите. Бидејќи не можеме во името на лажните букви веќе сега да дозволиме да се изгубиме државата. Ние не знам колку време ќе имаме. Не живееме прво не сме остров. Не живееме во регион каде што сите држави си го имаат организирано животот, немаат никаков афинитет, добрососедските односи се подразбираат, границите не се важни. Немаме таков регион. Значи, ние мора да си ги зацврстиме постулатите, а не да си ги зацврстиме столиците. Кои се следните чекори, јас не ја спомнав, но вие ја спомнавте, на Амстердамската тројка, движењето на професорот Кекеновски, контактирате со нив, ќе имате некакви конкретни планови, бидејќи изгледате полетно дека мора од низ тој граѓански отпор, партиски, на членови на партијата, симпатизери, да почне таа акција. Ова будење, што го зборуваме вечер неколку пати, е почнато и тоа се чувствува. За мене посебно, бидејќи доаѓам повремено, не сум цело време тука, атмосферата ми е многу различна. И не гледам само преку моји очи, се разбира, меѓутоа така немам истражувања да покажам, немам зад мене некоја агенција која што ќе ми мери и така натаму, меѓутоа сите сигнали што ги добивам се дека граѓаните на Република Македонија се будат.
во голем дел. Второ, трпението да се одржува статус квото од надвор исто се тенчи. Многу сигнали слушам дека ова е премногу. Од еден главен град, од друг главен град, тоа исто ќе расте. И сега ние имаме избор, мора во името на заедничката цел, еве да речеме на сите ние заедничка цел, вистина доброто на Македонија. Токму во името на доброто на Македонија мора да се обидеме по-безболно и побрзо од ова да се извлечеме. Ако еден поранешен американски председател вели никогаш не треба да се плашиме од ништо освен од самиот страв. Ја мислам дека стравот паѓа. И сега за да се одржи, бидејќи овој систем на организација на политичката моќ почива на стравот. Луѓето треба да се плашат. Ако луѓето престануваат да се плашат, системот ќе треба да биде уште побрутален, што ќе прави поголем револт. И тоа се оди, ескалира во едно сценарио што не е добро. Мора тоа да го затвориме порано. Колку побрзо и помасовно ќе се дигне гласот, толку по-безболно ќе се извлечеме од оваа ситуација. А доброто што го гледам во оваа криза е што не верувам дека ќе имавме, прво јас не знам дали овој товар мене не ми е во кој знае каков личен интерес. Ама чувствувам потреба да помогнам во еден историски момент за Македонија. И мислам дека сум на правата страна на исто. Не мислам, убеден сум, го чувствувам тоа. И сега, колку повеќе луѓе ова чувство почнат да го споделуваат, толку ќе биде потешко ова да обстане. Многу е едноставно. А не можам да зборувам конкретно за чекорите и да се ги отварам картите, меѓутоа, како што реков, јас само што почнав. И не сум сам. А во крајна линија и сам да сум, нема поубаво чувство, освен од чувството кога правите нешто за општото добро и да нема личен интерес. Мене најмногу ме фрапира, ама сега вика ти сакаш да бидеш дел од предната влада, имам пријатели. Или сакаш да бидеш... Добри, ве ставија во некои списоци од предната влада. Луѓе, зарем не може човек нешто да прави, а да не бара, ке треба тоа. Ние сега, ако не бевме во ова очено ниво, немаше да можеме да го направиме скокот кој што мораме да го направиме за да ја решиме кризава. Не се гледате себе како дел од таа предна влада? Да ви кажам, толку имам отпор од ова, јас, лидери, не се гледам баш. Сакам да бидам дел од силата што ќе дојде до тоа. Бидејќи, мислам дека во еден од првите јавни настапи, оние преку Skype што ги имавте од Холандија, рековте дека ако бидам повикан, ќе дојдам. Тоа е Јас кажам, ако имам простор да бидам дел од тим што сериозно ќе гради, тоа што верувам дека треба да се гради, вистински силни институции. Институции што кога јас ќе се јавам, еве да речеме, или вие, ако сте вие хипотетички министерот, ќе побарате мислење, они ќе речат не. И ќе се срамите што сте се јавиле и можеби утре ќе треба следниот ден да даете оставка. Такви институции треба да се градат во Македонија. Немаше да имаме сила, бидејќи ние не се само овие 9 години. Предходните влади немавме баш сериозно силни институции. Немавме баш меритократија. Не беше до ова дерадже, веројатно. Ама јас мислам дека дојде време после 23 години да излеземе од кругот доаѓаме ние, делиме работни места, делиме тендери. Се држиме. Доаѓа другата група, дели работни места, дели... Ако не беше толку очајна сега ситуацијата, немаше да имаме сила да излеземе од тоа, мислам дека ќе мораме, ако сакаме да си ја имаме Македонија. И втор позитивен ефект или надеж од очајот. Мислам дека имаме меѓуетничка солидаризација, има еден вид препознавање дека сите споделуваме иста судбина и сите имаме исти проблеми. И мислам дека затоа гледам простор за граѓанско движење без разлика на етничката припадност. Како што има македонци... меѓуетничка солидаризација и во владата, впрочем. За многу проекти, многу прашања, вклучително и околу актуелнава ситуација. Па оди не е едноставно. И за коалициониот партнер не е едноставна ситуацијата и контекстот. Не се недопирливи.
И они имаат удел во сева ова, имаат и голема одговорност. Ќе видиме, не знам дали би зборувал за тоа сосем експлицитно и отворено, а инаку намерата ми е или ќе зборувам искрено или нема да зборувам. Затоа што толку ми фали искреност во македонската политичка дебата. Искреноста не успева тука. Каде ќе гледате партнерите во тоа движење? Само во десницата или? Зборувавме за тоа, мислам дека го имплицирав на некој начин одговорот. Јас и единствената моја политичка функција сум ја вршил во власта во време кога премиер беше Љупчо Георгиевски. Беше многу кратко, бев заменик, си дадов оставка. Меѓутоа, на некој начин перцепцијата за моето делување е дека сум од таму. И јас најмногу ги познавам и тие луѓе, иако сум соработувал со сите, успешно, на многу важни проекти. Така што јас сум должен, меѓутоа и сум вратил со тоа што сум завршил некои работи и сум имал успех пред се во надворешната политика зборам, во дипломатијата. И сега, јас таму погледнав затоа што таму е огромен парадоксот. Вие имате движење партија што ги носи буквите на македонското ослободително движење во услови на независна република Македонија, која што е дел и наводен директен чинител на ерозија на ништење на институциите на државата. Да немате независен суд, да немате сериозна полиција, да немате управа за јавни приходи што ќе ве гледа исто независно дали сте и пријател на партијата или непријател и така натаму. Па тоа ли е? Тоа е директна колизија со идејата на македонското револуционерно движење. Така што затоа сега тоа беше 10% од повикот. 90% е кон граѓаните. Чиста политичка мисла, да борба против корупција, силни институции, слаби лидери, тоа би тие. Ве прашав кон кого се обраќате бидејќи бевте нападнати и од луѓе кои што се поддржувачи на левицата. Ајде да не ги употребуваме тие идеолошки термини бидејќи не знам колку се соодветни за и не само кај нас. Македонија. Туку, ете така, поддржувачи на СДСМ, кои исто така жестоко ве критикуваат, пред се за доцна освестени служители на оваа власт. Мене ми е тоа еден вид стратешко слепило. Прво, не мислам дека некој може да има монопол врз критичката мисла. Иако јас искрено ја застапувам критичката мисла и го имам тоа право, ќе го бранам и вашето право. Нема да викам, ама не. Моја работа е да ја критикувам владата. Ваша работа не е. Вие или ќе се молчите, или ќе видите со нив, или... Второ, јас до 2011 бев многу корисен и вршев важна функција за Република Македонија. Бев ко-застапник на Македонија во процесот пред Меѓународниот суд на правдата, што заврши многу успешно за Македонија. Тоа што не баш знаевме како тоа да го оствариме во да ја преведеме пресудата од правниот свет во политичката реалност, тоа е друго прашање, меѓутоа ја добивме пресудата. Така што Холандија, која што ги блокираше Србија, Албанија, уште ги блокира Бугарија и Романија за Шенген, упорно и постојано ја поддржува Република Македонија. И секогаш е позитивна. И ја следи комисијата, секогаш е. Дури имавме веднаш по пресудата таков притисок од холандскиот парламент врз тогашниот холандски министер Розентал, кој што мораше да му се јави на Нимец, па му се јави на нашиот министер, па му се јави на грчкиот министер. Тоа беше пред Чикаго самитот на НАТО. Името, бидејќи има некои иницијативи сега од Грција, ќе го оставиме за крај. Индиректно и премиерот, не лично вам, меѓутоа веројатно се однесуваше пораката и до вас, и до господинот Кекеновски, и до сите тие што во овој период на еден или на друг начин креваат глас против актуелната власт. Ви порача дека тој зад себе ја има поддршката на гласачите со таа бројка која што беше на последните избори и дека сите што сакаат нешто да направат, нека повелат, бојром тука се изборите, кога ќе има избори, нека повелат.
Кои избори? Тогаш кога шефот на изборниот штаб ќе се јавува во домот на деца без родители или во T-Mobile да бара да се исклучи еден број или да провери како работи или да има идеја да не правиме притисок еден по еден, ќе правиме групен. Нека се прави секоја компанија притисок врз своите вработени. Или кога ќе наредиме 4 инспекции да таргетираат еден град што ни е важен и упорно ќе притискаат, со такви институции ќе правиме, или таму каде што врекичките се затворени со пластични, па ќе ги отвориме, па ќе ги затвориме, па мора да има институции за избори. И како ние знаеме дека ние имаме избрана влада денес? Ние не знаеме. Јас не знам. Од каде знам и која е методологијата да ги отстраниме притисоците и да видиме колку вистина гласале за нив? Не знаеме и нема ни да знаеме. И како ќе го направиме? Како ќе ги направиме тие институции? А резултатот тоа ќе биде многу потешко. Како да се дојде? Како да се дојде? Ја споменавме пред малку тоа. Кој е тој фактор што ќе доведе до таа точка на топење или до некакво приближување на овие два паралелни света? Само две сили гледам. 80% ќе бидат граѓаните и 20% ќе биде меѓународниот контекст, меѓународната заедница. Тогаш кога меѓународната заедница ќе почувствува овде голема сила, ќе биде целосно на таа страна, се разбира. Бидејќи они гледаат, не се наивни. Ама ние мора да дојдеме до таму сами. Сега малку мислам дека и време е, тоа е еден вид крупна, да речеме, крупен тест, ама мислам дека е време да видиме каква нација сме. И колку капацитет имаме нешто да направиме. Јас ако имав притисок внатрешен да помогнам во време кога си го организирам животот во друга држава, не особено по своја волја, меѓутоа си го организирам, тие што се тука имаат и уште поголем интерес тоа да го направат. Нека се прашаат сами себе каква држава сакаме за 10-20 години, што ќе им оставиме на нашите деца и што јас можам да направам да помогнам. Во моето, ако сум службеник, ако сум полицаец, ако сум професор, ако сум новинар и така натаму, ако сум војник. Да бидам уште по-конкретен, што е тоа што ќе го раздрма ова единство, сплотување сега на владеачката гарнитура, без оглед дали е намерно, фингирано, испровоцирано, бидејќи имаме еден крајно бетониран став на игнорирање на сите барања на опозицијата или на тоа што вие го посочувате цела вечер како реалност и како проблем. Тоа единство, самото членство, поддршката се чувствува. Поддршката се раситнува. Они сум убеден, веројатно дневно прават анкети, убеден сум. И каде имаат сега, во кој град имаат следното обединувачка манифестација, да речеме? Мислите дека луѓето срекни со, како да кажам, со чист образ и отворени очи одат? Мнозинството не одат. Дел имам и директни информации. Така што тоа им се раситнува. Меѓутоа салите повторно ќе се наполнат, говорот потоа ќе биде репризиран секој ден во платена политичка програма. Во меѓувреме господинот Заев ќе продолжи со објавувањето на бомбите. Во ова исто студио рече дека ги има дури и за 4 години и се надевам дека ќе се разбуди. Не знам дали имаме 4 години. Да живееме во ваква ситуација. Јас се надевам дека тоа е екстрем, дека он има до толку, меѓутоа прашањето е доколку можеме да живееме во ваква во една ваква атмосфера, во една ваква агонија. Од сите нас ќе зависи. 80% ќе зависи од сите нас. Малку ќе има помош од надвор. Ќе дојде, ќе има појасна порака, ќе има во определен момент ќе знаеме дека немаме иднина ако продолжиме вака, во смисла на Европа.
Затоа, ја не знам дали Што забележувате... значи тоа од сите нас, каква форма на притисок? Движења, протести, Граѓанска непослушност. бунтови, ќе го видиме, Се она- ќе го видиме Никола Димитров со фамилијата Димитрови како основачи на ВМРО на некаков марш против актуелното Па раководство или што? да ви кажам, мајка ми, на пример, што многу се гордеам, пред неколку месеци настапи јавно и зборуваше на протестот за заштита на трговскиот центар во Скопје. Која што кажа, ВМРО, ја како што го разбирам, сака автентични вредности. Ова е наша вредност. Тоа е туѓа. Зошто да се китиме со туѓата? Тоа го кажа. Тоа бе... Друг член на мојата фамилија е многу чест учесник на, или повеќе членови, да речеме. Така што ние сите си ја превземаме одговорноста и сме, според мене, на правата страна на историјата. Сега, секој со својата совест. Ама ако чекаме само од себе ова да се реши, нема да се реши. Тоа ќе биде. А тоа единство нема да попушти во првиот ешелон. Бидејќи таму е најголем влогот. Таму е огромен влогот. Влогот е се или ништо. Или останува статус кво, или е многу страшна алтернативата. И затоа ја не очекувам дека таму ќе има некое, не знам какво поместување. Еве, ако они не можат ни да се бранат, ако седат уште на тие позиции. Како ќе се бранат, во каква процедура, во која процедура. Така што, они ќе се го држат тоа, на сите нас другите, останатите, е како ќе реагираме. Ќе им го олесниме тоа, ќе го ставиме така да прават, или нема да ги оставиме, ја ќе дам се од себе, тоа да го нишам. И убеден сум дека сегашниот правец зголемува и ќе дојдеме до точка каде што ова ќе се сруши целосно. Јас немам ништо лично против тие луѓе, меѓутоа не можам да дозволам и се од себе ќе дадам да си го заштитам тоа што јас сум дел од Македонија. Јас сум ваков затоа што сум овде роден. Разградена ни е земјава. Во моментов немаме држава. Јас кажав еднаш, напишав, некои луѓе ме критикува околу тоа. Во моментот кога имате штаб на партија во државна институција, готово е со државата. За конкретните потези, кои што ќе се обидам уште еднаш да ги извлечам, но и околу некои нови идеи и иницијативи од соседна Грција, за кој би сакал да го искористам вашето присуство вечерва по уште една пауза за реклами. Се враќаме за кратко. Влегуваме во завршницата на вечерашнова топ тема, интервју со поранешниот амбасадор Никола Димитров и пред оние завршни оценки околу актуелната криза и неговото идно действување. Неколку прашања зашто сте еден од најкомпетентните. Слушнавме деновиве од страна на грчката дипломатија дека ќе излезат со некаков предлог за нови мерки на добрососедство, колку тоа може да придонесе конкурирање на клима за решение на спорот, имајќи предвид го фактот и дека и од Македонија имаше една таква иницијатива која што тогаш своевремено беше експресно одбиена од Атина. Да видиме што ќе бидат, какви ќе бидат тие мерки. Ние во неколку наврати сме излегувало со наши предлози. Да речеме заедничка комисија која што ќе третира историски прашања, нов граничен премин. Овие два елементи ги содржи и грчкиот предлог, според најавите, со тоа што додавката кајнев е дека тоа би бил предлог со кој што ќе се спречи според нивниот речник иредентизмот на Скопје. Бидејќи ние немаме иредентизам, нема ниту една релевантна политичка сила, некакви претензии кон Грција. Ако мерките одат во тие рамки, тогаш веројатно ќе треба сериозно да се разгледаат. Не сум убеден дека соочена со преговорите и така натаму, не сум убеден дека многу политичка енергија ќе има во Атина за ова прашање, меѓутоа не би требало тоа да се игнорира, мислам дека ќе треба сериозно да се земе, само да видиме какви се мерките
Инаку, третите држави, кои што за мене се многу важни во овој проблем, не гледаат дека нашиот проблем сега ги оладува и од тоа прашање. Нема да има кој знае каква енергија околу тоа прашање и ќе треба ова да си го решиме прво. Ако го решиме на начин што ќе даде елан и ќе ги охрабри дека сме на прав пат, ќе има и поддршка и околу тоа прашање. Добра, ама од тие трети страни постојано сме го слушали во годините наназад тоа дека еве го сега е моментумот, тој прозорец на можности и тоа никако да се отвори тој прозорец. Па не знам како сме играле. Ние многу често односот проблемот на името го гледаме Грција, Македонија и борбата е меѓу нас и нив. Бидејќи се они поголеми, бидејќи се повлијателни и што е многу поважно од овие две, бидејќи се членки веќе во ЕУ во НАТО, тој однос е искривен, оној се секогаш во подобра ситуација. И ние за да го исправиме односот, ни требаат третите. А за да ги добиеме третите, треба да имаме исправни потези. И по тоа прашање, ама и по другите прашања. Ние сме жртвата тука. Сме имале неисправни потези во последните години? Бидејќи меѓу другото пред малку рековте, не знаевме да ја искористиме силината на Хашката пресуда. Најкрупниот минус што го имаме долго време од 2006 декември е античката авантура. Бидејќи таа не прави, не зборам за другите аспекти историски, нешто што било импликации. ставано на маса на преговорите кои што сте биле или нешто што го знаете од контактите со странските дипломати или со тие трите големи кои што ги реков? Тоа не прави, како да ви кажам, не изместува од позиција на жртва, што реално сме, ние сме реално жртва. Им дава аргументи непотребно на грците. И плюс ги зајакнува оние политички сили во Грција кои што се шовинисти кон Македонија, а ги ослабува оние политички сили во Грција со кои што може да се има комуникација, па дури и за ова прашање. Тоа направивме ние со античката авантура. Господинот Заев во неколку наврати во овој серијал досега од 14 бомби има речено дека допрва граѓаните ќе слушнат што договарал, разговарал, преговарал премиерот Груевски и ќе го видат неговото вистинско патриотско лице на бранител на името. Вие многу не говорите за процесот на преговори, но има нешто во тие разговори, преговори, договори околу имиња што би можело да биде толку силна бомба според вас? Јас сум таму од октомври 2008 година сум излезен од тој процес, директно. Значи, до тогаш бев представник и главно сам, последните месеци бевме двајца, како што знаете. Од 2008, значи, последниве 6 години немам директен пристап до информации, освен индиректно, преку трети држави, преку Брисел и така натаму, она што ќе го слушнам. Меѓутоа, не можам баш за ова прашање директно да одговорам, бидејќи до 2008 ме обврзува државната тајна, а после тоа можам да шпекулирам, не знам дали вреди. Меѓутоа, перцепцијата на бранител на името, што јас, како да ви кажам, ако вие не јакнете државата и не правите пријатели, или ако правите од најголемите пријатели на Македонија непријатели, како што успеавме да направиме со неколку амбасадори во Скопје, не само што не сте најголемиот бранител, туку сте најголемиот проблем за одбрана на името. Бидејќи ни требаат тие луѓе и тие држави. Ама ако има перцепција за најголемиот бранител, веројатно ќе има и разговори што тоа ќе го проблематизираат. Ќе видиме. Влегуваме во завршницата на емисијата. За крај, можете ли да дадете некаква проекција во неколку потези кои што би се случувале или според вас би морале да се случат во иднина за
ургентно надминување на актуелната ситуација? Мислам дека мора сите да си ја преземеме одговорноста. Мислам дека ако мора да се манифестира граѓанска непослушност, може би тоа ќе треба, за да се создаде притисок. Мислам дека без политичка одговорност никогаш нема да знаеме што се случило, дали е некој крив, дали ќе треба да одговара кривично, каква ќе биде таа одговорност. Мора да има прво политичка одговорност. Мора да има еден сериозно отворен процес каде што ќе се третираат сите овие наводни случувања и мора да има едни честни избори, за да видиме кај ќе оди до вербата. И сега сите треба да се фокусираме кон тоа. Без разлика дали сме од оваа страна, не знам дали е форумот или левицата, како што спомнавме, или уште поекстремната левица и така натам. Мора да дојде политичка одговорност, мора да се организира. Нема друго решение. И мислам и убеден сум дека и Европа на крајот ќе дојде и ќе помогне и ќе не увери дека зборовите вистина имаат смисла на правда и на слобода и на демократија. И нема да има медијаторство и компромис на тие принципи. Бидејќи сте, се извинувам, тајновит кон вашите конкретни потези и потезите на вашите поддржувачи, дали со, еве јас ке си дозволам да го крстам, дали со движењето за револуција на совеста и ресетирање на системот, ќе му се спротиставите на некој начин на Груевски и на престојниот партиски конгрес, што може би е и првиот директен тест или првата најголема шанса? Статутот на таа партија, тоа е исто огромен проблем. Ние не можеме да имаме општество отворено и демократизирано ако имаме султан партии, кој ги нарече, строго централизирани. Ако тој што треба да го избираат, ги бира директно делегатите што ќе го бираат, нема што да се бара на таков конгрес. Така што ја не верувам дека таму ќе има, ако е тоа во мај, ама ќе видиме, ова многу е непредвидлива ситуацијата, дека има било каква смисла некој обид да се таргетира тој конгрес. Тоа ќе бидат луѓе рачно избрани, кои што ќе си гласаат така како што ќе биде кажано. Тогаш целта е да се таргетира што? Така што кога и како? Не е дека сум неискрен. Не можам и кон себе, и кон вас, и кон гледачите, не можам да создадам една надеж што не можам после да ја изработам. Прво, јас имам и друга работа и не живеам тука, што ми е сериозен хендикеп за тука да бидам активен. Меѓутоа можам да бидам активен и надвор за истава кауза. Можам да доаѓам и да зборувам. Ама нема да биде до мене ова, како што ви кажав. Јас сум еден од многуте кои што мора да донесат нов почеток. Сигурно не сум единствениот, не сум ни еден меѓу 10-те. И тоа сакам да видам и на тоа повикувам. Ќе ви има почесто во иднина во Македонија, па и со мегафон на улица, или ќе ве читаме на Фејсбук и во текстови? Ако постои граѓанска иницијатива што е за поздравување, се разбира дека зошто да не. И со мегафон на улица. Сите форми на демократско граѓанско действување. Влогот е голем. И јас ви благодарам што бевте вечерва мои гости. Почитувани, тоа беше поранешниот амбасадор на Македонија Никола Димитров. Сега дел од така наречената Амстердамска тројка или автор на, како што јас го нареков, Амстердамскиот манифест за реформи во ВМРО ДПМН, но како што слушнавме вечерва и за реформи во државата. Останете и натаму со Телма, следното издание на Топ Тема во редовниот термин во понеделник.